Баричната политика во фокус во тема на денот. Разговарам со Александар Кржаловски, извршен директор на МЦМС. Добро вечер и благодарам што сте во Дневникот. Добро вечер. Ги погледнавме дел од ставовите и последните изјави кои се ги разменуваат Скопје и Софија. Дали според вас атмосферата помеѓу двете земји во пресрет на НАТО самитот во Хаг навестува некакво приближување или дополнително дистанцирање на позициите на двете земји? Па мене ми личи дека е прилично статус-кво, дека има малце позголемена тензија, особено по расправата во Европскиот парламент за извештајот за кој зборуваше премиерот Мицкоски и во очекување на самитот, бидејќи сепак е можност на високо ниво да се одржи некаква средба и да се остварат барем куртуазни разговори и да се разгледа ситуацијата, но прилично е статус-кво ставовите и на едната и на другата страна. Мислам дека нема попуштање ни од Бугарија, нити чекори на добра волја, нити па нашата влада покажува дека има намера да оди во насока на усвојување на уставните измени, во согласност со тоа што го прокламираше на предизборијата. Колку е според вас и според последни изјави за очекување дека ќе дојде до некаква средба на маргините на НАТО самитот? Мислам дека волку не се пишувало и не се зборувало за една таква средба и што може реално да се очекува како исход кој би се сметал за некакво поместување од сегашното статус-кво за кој што зборувате? Па доста се зборува, блиско е самитот, нема потврда за таква средба. Верувам дека и двете страни работат на тоа да се случи и прашање колку формално или неформално ќе биде, бидејќи се сеќаваме на минатиот самит на НАТО, да не речам беше клучна. Дали точно средбата Макрон-Пендаровски, која беше стоечка, немаше ни посебен разговор, туку во една таква ситуација беше представено дека е изменет така наречениот француски предлог, дека е подобрен, иако е до ден денес, иако е барав од два министри да се објават кои се тие измени што го подобриле предлогот, кој таа иста влада го одби пред тоа. На пресконференција. Да видиме ден денес не знаеме кои се тие. Мојата претпоставка беше дека барем 2 или 3 зборчиња се сменети, ама не дознавме кои се тие подобрувања и така да е прашање сега што може да донесе, но ете тогаш се случи таа работа или пробив некаков на подобро или според моје мислење на полоша, а и ситуацијава покажува дека се заглавивме пак. Но може да се очекува дека нешто некое придвижување ќе има. Немаме големи очекувања, може ништо да не се случи, ниту да има средба, а и да се случи, не очекувам радикална промена или подобрување на ситуацијата или продолжување на процесот на евроинтеграција. Слушнавме денеска, Радев повторно искористи една формулација, нема да има нови барања или дополнителни барања од бугарска страна. Тоа како позиција во изминатиот месец-два доаѓа константно од представници на властите во Софија. Мене ми е малку конфузно и би сакала Ева да ми разјасните кој е вашиот став во однос на ова. Дали се работи само за една формулација која што е вешто и дипломатски подготвена или реално Бугарија има од што да отстапи, односно да не продолжи со дополнителни барања, ако знаеме што во моментов содржат условите од преговарачката рамка? Точно така, мислам дека прилично добра дипломатска формулација, како што впрочем нели изјави дека не ставиле вето. Формално не ставиле вето, само не гласале за Па и Грција немаше ставено формално вето во целиот тој процес. Фактички е вето, но формално не е. И така се објаснува, така и ова. Генерално скоро сите барања, односно сите барања што можеа да формално да бидат ставени во преговарачката рамка се ставени и во протоколите што ги подпишавме. Иако индиректно сите знаеме дека главните две кои еве сега испливуваат низ дискусијата во Европскиот парламент за извештајот за Македонија на Томас Вајц, дека позадината на сето тоа е точно со идентитетските прашања за јазикот и за народот. Дали сме македонци, дали зборуваме македонски јазик и дали сме од 44 или претходно. Тие не може да бидат формално дел од било какво барање и не се. Значи, тие барат бугарите влезат уставот, не пишува ништо за дали сме македонци и од која година сме. Но позадината е таа и тие успеа да со преговарачката рамка сето тоа го стават под контрола, да речеме, нивна, дека ако не се исполни понатаму во процесот, дека ќе може да го запрат процесот. Нема да биде вето, ќе има забелешка на историската комисија и пак нема да продолжи процесот понатаму заради тоа.
Колку го споменавте извештајот во Европскиот парламент, еве денеска слушаме премиерот вели, ако Бугарија е искрена во своите позиции, бугарските европратеници нека ги повлечат амандманите кои што зборуваат за сегашен македонски јазик и сегашен македонски идентитет, исклучително навредливо кон една нација. Колку мислите дека ќе се задржат тие амандмани и колку сето тоа може да искомплицира целата процедура во самиот Европски парламент, бидејќи видовме дека веќе дојде до едно одложување? Па прво секако дека ќе останат амандманите. Може би некои од пратениците, бидејќи таму има повеќе од различни партии. Да. Нели Андреј Ковачев е од ГЕРБ, но другите се од Возрождани и има таков народ. Така да некој дури да покаже добра волја, особено тие што се во владеачката коалиција сега, другите ќе останат, сигурно ќе останат некои. И тие што повеќе следат колегите од секторот што пратат евроинтеграциите, ми кажа дека и минатите 2 години не било волку бомбастично, но извештај не имало извештај, не е усвоен. Од истите причини, премногу амандмани имало и генерално се заборавило, не се усвоило на првото читање и потоа не се ни ставило пак на дневен ред. Може да биде и овде, да ако дојде до таква ситуација, да не се гласа пак и потоа да не се стави пак на дневен ред и нема да биде усвоен и ќе заврши на тоа. До следната година, кога пак ќе се прави нов извештај, и тоа така ќе продолжи. Лично не очекувам отстапки од дел од бугарските пратеници, па веројатно и од сите. Ние сме во изборна година, локалните избори ќе не се случат на есен, но и Бугарија ќе влезе во изборна година 2026 со претседателските избори таму. Дури се најавува дека 2027 се можни парламентарни избори во кај нашиот сосед. Што значи ова како еден временски прозорец? Можеме ли ние од сега да заборавиме на евентуални поместувања до завршувањето на изборните циклуси во Бугарија, па дури можеби и чекање на следни парламентарни избори во земја? Генерално нема што да чекаме од Бугарија. И самата Бугарија тоа не го кажува, вклучително и Радев. Сега ова е европско прашање. Тие успеа со францускиот предлог да издействуваат да ова биде европска позиција, а не бугарска. До тогаш беше вето, тие не гласаа за заклучоците. Во тој момент се случи да целата Европска унија, бидејќи тие нивниот парламент го прифати францускиот предлог скоро едногласно. Така да затоа Европска унија притиска кај нас и ние сме го прифативме во собранието и сметаат дека е тоа договорено, нема што понатаму. Така да Бугарија се исклучува самата од било какви, затоа и вели немаме нерешени спорови, вели Радев на Силјановска, бидејќи тие направија тоа што е до нив. Така да нас не диалогот со Европската унија дали воопшто може да се помести било што. Од она што го гледаме во оваа година дена на новата влада, мислам дека тие пробаа да направат некакво поместување со се што кажуваа дека ќе направат пред изборите, да биде со одложено дејство, сега да ги усвоиме уставните измени, ама да важат кога ќе бидеме во Европска унија, да се измени преговарачката рамка и тоа не се случи, да има добра волја од Бугарија да се регистрира некоја здруженијата во Бугарија за кој има пресуда во Страсбург, но ништо од тоа не се ефектуира. Се беше торпедирано што од Бугарија, што од Европска унија и последните посети на Калас, на Кошта го потврдија тоа дека ставот на Европската унија е непроменен. Нема план Б, на вас е да ги усвоите уставните измени. Дали кај нас тоа секако нема да се случи до завршувањето на локалните избори, прашање е дали потоа ќе има некакво предвижување и бидејќи очигледно за сега не гледаме други. Дали владата има екстра напори, веројатно има дипломатски цело време за нашата вистина, или да се каже, ама тој филм го гледавме и предходно со уште Груевски кога беше, видовме дека не помина, со години го правевме истото, ама едноставно позицијата беше членката смета вака и додека не прифатите нема поместување. Прашање дали сакаме по тој пат така да одиме или да го баталиме. Дека 35 години не сме членки на ЕУ, па живи и здрави сме. Добре, можевме да бидеме подобри. Веројатно ќе ни би било многу подобро ако порано не пропаднавме кај што некои стравуваа дека ќе не нема. Како држава. Има ли замор од проширување? Имаше една интересна порака при посетата на Сијарто во Скопје, дека не е Бугарија за целиот овој период проблемот што Македонија не се поместува во евроинтеграциите. Има ли поголем заговор во смисла на тоа дека Европската унија едноставно и нема интерес во овој момент да се проширува кон Западниот Балкан? Приказната со Украина е нешто сосема друго.
Да, склони сме ние кон конспирации, не дека нема позадина на тоа и точно е дека во време на француското вето, Макрон дека имаше замор од проширувањето и дека имаше барање за внатрешни реформи пред било какво проширување. Тоа е причината за француското вето и не верувам дека е поврзано со Грција и Бугарија, иако оставам простор дека може имало конспирации и тогаш. Но битно беше дека навистина такво беше расположението во Европската Унија и особено во некои држави како Франција, како Холандија. Тоа што е сега ситуација, бев баш во Брисел минатата недела, имав разговори во комисијата и во директоратот за проширување. И прилично е смената, не толку во Франција, ама например во Холандија. Холандија беше една од најпротив земјите, против проширувањето. Сега е една од најпоборниците за проширување, токму заради Украина, не заради нас, туку заради Украина, ама тие го гледаат целиот пакет. Односно сите генерално има државна поддршка за процесот на проширување и во таа смисла е смената ситуацијата и има многу поголемо расположение да се оди во понатамошно проширување со Украина, Молдавија, но и целиот Балкан. Денес се одбележуваат 7 години од подпишувањето на Преспанскиот договор. Можеме ли да извлечеме што научивме од овој договор, што би можело да го примениме или да не повториме или да повториме кога станува збор за отвореното прашање со Бугарија? Не знам дали сум најрелевантен за одговор како некој што беше против Преспанскиот договор и кој како некој што гласаше против на референдумот. Но добро, не сте го бойкотирале. Не го бойкотирав, си одлегов, си гласав, закруживме. Со логиката дека прво дека треба да се гласам, никој бойкот ништо добро не донел, ама да си го кажам своето мислење и моето мислење беше дека не треба во таа форма да се прифати договорот. Зошто? Меѓу другото, затоа што лично сметам, а сметам дека сум компетентен после 30 години работа на евроинтеграција, дека тој договор ги прекршува некои од 6 основни вредности на Европската Унија. Пред се човечкото достоинство, меѓутоа и слободата на здружување и владењето на правото. Имавме пресуда во наша корист од Европски суд и тоа не се испочитува од самата Европска Унија. Значи, од тие причини, јас и тогаш бев против. Од денешна перспектива, да, секако едната од главните работи заради кои беше постигнат договорот се случи, станавме членка на НАТО, но и во самото референдумско прашање не беше само НАТО, туку беше Европската Унија. Тоа гледаме дека не. Се демистифицираше една од големите предпоставки дека тоа е последно нешто што треба да го прифатиме и потоа и отворен е патот. Се покаже дека не е така. И затоа е сега стравот и дувањето на јогурт на секоја на тамошна барање за отстапка, бидејќи не сме сигурни дека тоа ќе е последно. И сега ни е прилично јасно дека најверојатно нема да е тоа последно. Затоа треба да сме внимателни. За мене држи предлогот за одложено дејство, пошто има многу логика, дека окей, ќе го направиме сега, но да важи, кога ние ќе сме сигурни дека нема веќе понатамошни отстапки. Но тоа, за жал, бугарите го имаат предвидено и е ставено мислам и во преговарачката рамка, односно во условите, не е само да се измени уставот, туку да стапи на сила веднаш. Го пишува тоа. Така, да, и сега во преводите има различни толкувања, дали тоа значи да стапи или знаеме да важи или така натаму, да. Важно е кој толкува кога има недумица. Добро, го споменавте НАТО членството дојде со Преспанскиот договор, тоа сепак воопшто не е мала работа. Како оценувате позицијата на Македонија после 5 години членство во НАТО? Доволен ли е нашиот придонес, 2% од БДП, учество во мисии и може ли тоа да се капитализира за некакви политички поени кога станува збор за другите теми, односно за Европската Унија? Од една страна, да, е некаква безбедносна гаранција, која ништо посебно не се случи за нас загрозувачки во овој период. Тоа што мене ми е најмногу жал е дека најголемиот бенефит од членството во НАТО на претходните проширувања за земјите било дека тие станале членки на НАТО кога уште не биле членки на Европска Унија, особено Бугарија и Романија. Во тие 3 години е најголемиот економски раст на тие две земји. А и во другите случаи е така, ги немате ограничувањата што ги донесува членството во Европската Унија, а ги имате сигурноста за инвеститорите да дојдат и да финансираат. Ние во сред пандемија, односно на самиот почеток на пандемија, се погоди и тоа, меѓутоа ве помина и пандемијата, а не гледам дека
дека има значителна инвестициска активност во како што можеше да се очекува за членка на НАТО, која уште не е членка на Европската унија. За жал ја пропуштивме некако таа шанса. Таа се уште е тука, пошто сме членки на НАТО, не сме на ЕУ, ама не гледам дека доволно се искористува. Александар Кржаловски во тема на денот, ви благодарам за оваа анализа.